Денес е сабота 4. Малку ќе поставувам прашање на почеток, бидејќи и ова и другата сабота, а ако не завршам другата и третата, ќе зборувам за една интересна и актуелна тема, на која што не покрена и пастор Аслимовски уште лани, а многу повеќе годинава, а тоа е што? Јубилејот. Јубилејот. Ве интересира јубилејот. Кога беше последен пат сабота 4? Ајде малку вежбање на умот. Минатиот месец, точно, значи пред месец дена. И тогаш брат Борче одржа проповед која што се викаше, сега ова ќе биде најтешкото прашање за вашиот ум. Како се викаше проповедта? Помош како одговор на беседата на брат Аслимовски Никола. Нема повеќе, нема друго. Пророчко време. Се сеќавате на таа? Па, сега би сакал да поставам едно прашање, кое што имате време 7 дена, за да го одговорите, и ќе биде лесно, се надевам. Значи, следната сабота ќе го одговорите. Може така? Може и сега да го знаете одговорот, но за оние што не го знаат, не им кажувајте, нека се помачат малку, бидејќи добро е да се вежба умот. Наместо да пасе умот, треба да се вежба умот. Ке отвориме во последната глава од книгата на пророкот Данијел. Пред 3 години, првото тромесечие, ја проучувавме оваа пророчка книга и заради короната не ја завршивме во црква, туку ја завршивме со телефонски поуки. Мислам, јас бев последната телефонска поука. И 12-та глава беше последната глава, значи, која што не ја завршивме во црква. Данијел 12 глава. Ке ги прочитаме пророчките времења, што таму се споменати. Уште еднаш. Само овие два во 12 глава. 11 и 12 стих. Во овој превод се вели: од времето кога ќе се прекрати секојдневната жртва и ќе се постави гнасниот пустошник, или мерзоста на запустението во други преводи, ќе минат 1290 денови. А потоа блажен е оној што чека и ќе дочека 1335 дена. Значи 1290, а потоа 1335 дена. Прашањето е од кога до кога се овие пророчки времења. Значи, од кога до кога 1290 дена и од кога до кога 1335 дена. Од која година до која година? Значи, тоа е прашањето. Или ако се буквални денови, во која година? Ако се по принципот ден за година, значи буквални години, 1290 и 1335, од која до која година? Тоа е прашањето. Размислувајте, консултирајте ги вие постарите вашите домашни библиотеки, каде што имате некоја книга
што би можело да даде одговор на ова прашање. Сите, и по старите и по младите, може да консултирате интернетот. Не знам што, дали веќе најновите бисери на вештачката интелигенција, како овој чатот GPT или порано Алфа Зиро, дали се они запознати со библискиот текст и дали може да даваат одговори на библиски прашања. Тоа е прашањето. Значи, од кога до кога за следната сабота. Брат Борчев во таа проповед ни објасни последен пат, значи најтазе, дека изјавите во духот на пророштвото 4000 години, 6000 години не треба да се толкуваат точно, прецизно, од еден до друг настан 6000 или од еден до друг настан 4000 години, туку приближно, апроксимативно или заокружено, како што би рекле. Како што велиме ние, од првото Христово доаѓање до денес поминале колку? Од Христа до денес 2000 години. Тоа е точно и сега да кажеме, од Христа до денес 2000 години и пред 10 години да сме го кажале тоа и се кажувало тоа, е пак точно 2000 години и пред 20 години да сме го кажале тоа и сме го кажувале, и пак е точно од Христа до денес и пред 30 години. Значи, не се работи за прецизна бројка, туку за приближна. Штом се во прашање или илјадници години. Значи, тука ниту неколку децении гору-долу не играат улога. Меѓутоа, денес е актуелна темата за јубилеот. Имам забележено и на Запад, иако таму повторно кај надвор од адвентизмот, конкретно кај месијанските евреи исто така, е актуелна ова сензација за 2027 година, врзана за јубилеот, односно тврдејќи дека таа е следната јубилејна година и дека тогаш, ако е тоа така, а ќе видиме дали е така, само со бројките повеќе следната сабота, ако 2027 година е јубилејната година, тогаш множина и веруваат дека треба да дојде Христос. Јас би сакал, ако оваа тема, особено темата за јубилеот, ви го загреа срцето, ако темата, и темата што ја проповедаше брата Слимовски, ако тоа ви го загреа срцето, ако, како што некои велевте, ве разбуди некако, ве покрена некако, јас сакам тоа искуство уште повеќе сега да ви се случи, не од мене, туку од Светиот Дух, од Словото Божио, но без опасноста, тоа блажено искуство, таа радост, ако сакате и еуфорија, сензација, без можноста или опасноста, сето тоа да се сруши како кула од карти, па дури да се откажете и од вера и од се, кога предскажаните времења ќе поминат, а Христос не е дошол. Затоа не треба да се врзуваме за конкретно време, да го датираме Христовото доаѓање, но бројките и понатаму се интересни. Како што брат Борче рече, Валтер Фајт навистина не предскажа конкретна година за Христовото доаѓање, но направи радиус. Истото што го направи и Вилијам Милер. И се додека беше радиус, движењето на
адвентното движење на Вилијам Милер беше благословено, а тогаш кога се направи катастрофалната грешка, кога некои негови соработници го притисна Милера да биде попрецизен во временскиот, во погледот на времето, и тогаш тој рече 1843 година, предходно радиусот беше околу 1843 година, а тогаш рече од пролетна рамнодневица 1843 до пролетна рамнодневица 1844 година, и си остана на зборот Вилијам Милер дека не предскажува ден и час, туку само година, но и тоа беше погрешно, ќе видиме зошто. Додека сега за 2027 година само година имаме или имаме и ден и час? Да ве подсетам, зошто брат Никола броеше од октомври 27 назад 1300, нека бети 1290-1335, 45 дена разлика. Зошто броеше назад и стигна до март-април следната година, 24-та, за кога го предскажа неделниот закон. Но зошто октомври 27? Што има во октомври 27? Зошто октомври воопшто? Значи не е година туку, спомена месец октомври. А зошто октомври? Што има во октомври? Според еврејскиот календар? Седмици пред тоа? Јом Кипур, денот на судот, денот на помирувањето. Значи имаме не само година, имаме ден. Кога е Јом Кипур во еврејскиот календар? 2027 година имаме ден. А ако имаме ден, часот што е битен. Не може предпладне да бидете, да спиете предпладне во кревет и да правите грев, а попладне да се подготвите за Христовото доаѓање. Првиот текст што би сакал да го прочитам се наоѓа во делата на апостолите. Всушност, кога зборува во ноември, оние 3 предавања, кому да веруваме, кога заради Валтер Фајд така ги насловив, заради неговото предавање. Кому да веруваме, го цитирав повторно овој текст, дела 1 глава, каде што во 6 стих апостолите го праша Исуса: во ова време ли, според овој превод, во ова време ли ти ќе го воспоставиш, Господи, царството Израелово? Дела 1 глава 6 стих. Во ова време ли? И сега, ја малко се задржав на овој поим царството Израелово, но не го кажав одговорот, односно почнав да го кажувам и една мисла ме прекина. 7 стих, и тој им одговори што? Не е ваше да ги знаете времењата или часот што Отецот ги поставил во своја власт. Како велува превод? Истиот, добро. А може да го смениш, Константинов, како велува? Добро. Не е ваше, значи што значи тука ова деновите и часот? Значи времењата и часот, вели. Поимот час, не се мисли на денот, колко е саатот, например, конкретно, како сега, колко е сега часот. Не се мисли на тоа. Часот е синоним за време, општо. Значи, кога вели првиот ангел, следното тромсечејќи имаме радосно, за мене, радосна тема за библиската поука, тројната ангелска вест. Пораката на 3 ангели, тука ќе се стане, ќе падне збор за жигот на зверот, пак за Божиот печат, актуелни теми. Првиот ангел, кога вели дојде часот на неговиот суд, на што мисли? На некој час од 24 часа на некој датум? Не.
туку дојде, часот е синоним на време, на полски мислам време се вика час. Дојде времето, значи дојде времето, последното време, времето на неговиот суд. Но забележите што кажа Исус на почетокот од одговорот, не е ваше да знаете што, не е ваше да знаете што, времењата и часот, или часот, овде вели или, што Отецот ги поставил или ги задржал во своја власт. Сега, ако не е наше да ги знаеме, можеме ли да ги знаеме? Ако не е наше да ги знаеме, можеме ли да ги знаеме? Ако само Отецот, нели, во Евангелијата Исус рече, ниту јас, туку само Небесниот Отец знае, го знае тоа. Сега во врска со овие Христови зборови, јас слушнав едно толкување, уште кога бев пријател, некаде јануари 92 година, и неко многу кратко време бев пријател. Прв пат влегов 16 ноември 91 овдека, 28 април 92 веќе бев крстен со Светиот Дух. Толку бргу напредував. Но некаде јануари, февруари, тука, кога проучувавме со брат Ник, пастор тогаш на целиот Скопски округ, брат Никола Слимовски, јас се сеќавам брат Дехран Хајдар, Сашко Томовски, имаше уште еден пријател што беше син на министер од тогашната Клјусева влада. Па тој потоа се откажа, некаде во март месец се откажа под силен притисок на неговите родители. Не се сеќавам кои други се тогаш проучувавме заедно. Дали бевме само овие. Тогаш брат Никола ни даде едно толкување на овие зборови. Имено, да го парафразирам, вака гласеше, дека тоа што Христос вели дека никој не знае, ниту ангелите, ниту самиот син, туку само Отецот, тоа не се мисли знаење дека баш не знае, туку дека само Отецот има право или власт да го објави. Но јас дури есеноска, кога го гледав предавањето на Валтер Фајт, разбрав од кого потекнува тоа толкување. Тоа толкување потекнува од Джеймс Вајт, сопругот на Елена Вајт. Барем он прв го напишал. Но за тоа нешто следната сабота исто така. Сега само го нафрлам, го споменува. Па сепак, дури и така да е, ако само Отецот има, дебеки покрај него и други може да знаат, но ако само тој има право да го објавува, да го објави денот на Христовото доаѓање, тогаш кои сме ние другите тоа да го објавуваме? Имаме ли право да го објавуваме? Дури да знаеме, имаме ли право да го објавуваме? Ако само Отецот има право да го објави, кои сме ние да трчаме и дури и да го знаеме и ние, што е многу дрско ако тврдиме дека и ние го знаеме, дека е тоа точно, сигурно, имаме ли право да го објавуваме? Не, во тој случај немаме право. Но, денес мнозина се воодушевуваат од темата за јубилеот. Така што и продолжуваат да веруваат дека Христос ќе дојде 2027 година, затоа што тоа е јубилејната година. Јас би сакал прво да одговориме на прашањето, бидејќи темата за јубилеот не беше покриена. Да одговориме на прашањето. Дали јубилејната година се врзува за второто Христово доаѓање?
Или со други зборови кажано, дали кога Христос ќе дојде во јубилејна година. Дали тоа ќе биде јубилејна година? Прво, треба да го одговориме ова прашање, и ако го одговориме ова прашање, тогаш ќе знаеме, тогаш ќе се позанимаваме со вториот дел, која е јубилејната година, или кои биле јубилејните години, и дали 27 година е јубилејна, ова за 4 години, е јубилејна година, според библискиот календар. Прво ќе прочитаме еден многу познат библиски текст, за да видиме не само што кажува Елена Вајд, бидејќи Елена Вајд беше посочена како извор на верувањето, дека Христос ќе дојде во јубилејната година, па бидејќи 27 се тврди дека е јубилејна година, ќе видиме дали е тоа така. Елена Вајд, значи, се повикуваше како извор, неизе и се товареше одговорноста за верувањето дека Исус ќе дојде 27 година. Иако Елена Вајд има многу места во незините списи, каде што вели никој нема право, никој нема власт, никој нема авторитет да го одредува денот на Христовото доаѓање. Но сепак има нешто интересно во врска со јубилеот и во Новиот Завет и во незините списи, конкретно раните списи. Неодамна и во контекст на оваа библиска полука го проучувавме најславното месијанско пророштво за јубилеот. Кое беше тоа пророштво? Што Исус го цитираше во синагогата во Назарет. Исаија 60 60 или 61? Ајде да отвориме прво таму. Како Перса? Да. Самата глава почнува со тоа славно пророштво. За мене ова пророштво никогаш не може да стане здодевно. Тоа е многу славно пророштво. Тоа е многу интересно да се проучува. Како почнуваат зборовите? Се сеќава некој на памет? Ајде, кажете. Ајде. Читате, гледате. Духот на Господ Бог е врз мене. Зашто Господ Бог ме помаза. Кога се случило ова, знае? Ова дигресија. Кога Христос бил помазан при своето крштевање, да. Со Духот Свети крстен. За да им благовествувам на бедните или сиромавите, ме испрати да лекувам скрушени по срце, да им проповедам на заробените и на затворениците отворање на темницата, односно затворот, да ја проповедам благопријатната Господова година. Која е ова година? Благопријатната Господова година и денот за одмазда на нашиот Бог, да ги утешам сите оние што тагуваат. И сега дори продолжува од тука Исаија, но нема да ги читаме сите. До 7 стих продолжува самото пророштво. Да завртиме во Лука 4 глава, каде што Исус ги цитира овие зборови, еден саботен ден во синагогата во Назарет, значи во својата местна црква, каде што од дете одел на саботни богослуженија, секоја сабота. Почнуваме од Лука 4 глава, почнуваме од 16 стих. И дојде во Назарет, каде што беше одраснал,
а и по обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата па стана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија и тој што ми ја отвори, го најде местото каде што беше напишано. Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им соопштам радосна вест на бедните, ме прати да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените. И 19 стих, да ја проповедам благопријатната година Господова. И тука застанал со цитатот. Значи, не го спомена денот на одмаздата на нашиот Бог. Тоа е за второто Христово доаѓање. Но за тогаш, пред 2000 години, застанал со благопријатната година Господова. И сега, тоа што го цитирал ова месијанско пророштво, не е ништо чудно и не било ништо чудно, ниту за неговите слушатели во синагогата таа сабота. Туку оно што било стравотно за нивните уши е оно што Христос после тоа го кажал. 20 стих вели, потоа ја затвори книгата, му ја даде на прислужникот и седна, а очите на сите во синагогата беа вперени во него. Што ќе каже следно се? Што е? Зошто го кажа овој текст? И почна да им говори, денес се исполни ова писмо што го чувте. Што значеше ова? Множина велат и сметаат дека таа сабота, кога Исус ја држал ова проповед во синагогата во Назарет, била Јом Кипур, односно 10-тиот ден од 7-тиот месец на есен. Но тоа не може да биде 27-та година. Ако е тоа точно, а ја не тврдам дека е, ако е тоа точно, тогаш тоа најрано можело да биде 10-тиот ден од 7-тиот месец или Јом Кипур на есен 28-та, следната година. Бидејќи потоа, што читаме? 22 стих вели и сите, не знам зашо сите вели овој превод, му потврдија и се восхитуваа на неговите благодатни зборови што излегуваа од устата негова и велеа, не е ли овој синот на Јосиф? Не сум сигурен дали овој превод е точен во 22 стих. Но тој им рече, некој од вас сигурно ќе ми приговори со ова изрека, лекаре, излекувај се сам. Направи го и овде, во твојот роден крај, оно што чувме дека се случило во Капернаум. Значи, пред оваа сабота Христос веќе лекувал, веќе правил чуда. Првото чудо беше во Кана, на пролет, кај првата Пасха. А сега, значи, Пасхата 28, пролета 28 година, односно пред Пасхата, значи, да речеме март или почеток на април 28 година. И сега до есента има бајаги време, кога овие неговиве сограѓани велат, она што го слушавме дека си го правил во Капернаум, како најблизок за нив поим, поголем град. Направи го и тука, кај нас. Значи, ова не е почетокот на Христовата мисија. Ова е некаде после многу месеци од почетокот на Христовата мисија. Дали 27-та година, кога се навршија тие 69 пророчки седмици од 70 седмици на Данијел 9 глава, кога Исус бил крстен,
кога Исус, лани проучувавме, наполнил 30 години таа есен, 27. Дали тоа било јубилејна година? Дали, значи, од есента 27, јубилејните години, кажавме, се сеќавате, од кога до кога се јубилејните години, датумски? Од еден Јом Кипур до наредниот се сметани јубилејните години. А пред тоа саботните години, значи секоја седма, во еден јубилејен циклус, саботните години се седмата, 14-та, 21-та, потоа 28-та, 35-та, 42-та и последната саботна година е 49-та и веднаш после неја 50-та е јубилејната година. Саботните години беа сметани од младина до младина, од 1.7., значи денот на трубите, до следниот 1.7., следната година, тоа било саботна година, тогаш земјата требало да одмора, но земјата требало да одмора и во јубилејната година. Ако таа саботна била 49-та, значи и следната година земјата требало да одмора. Сега, јас прашувам, дали од есента 27 до есента 28 тој период била јубилејна година во Израел? Значи, од кога Исус наполнил 30 години, или во годината на неговото крштевање, првата година, ајде да речеме, од неговата мисија, дали тоа било јубилејна година? Со сигурност тврдам дека не била. Зошто? Зато што тоа било саботна година. Може ли јубилејната година да биде саботна година? Значи, што вели Данијел? Од кога излезе заповета за обнова на Ерусалим, до помазаникот, 7 седмици и уште 62, вкупно 69, значи 69 годишни седмици. Од една саботна година до друга имаме една седмица. 27-та година е есента, значи, рековме од 1.7, почнала саботна година во Израел. Како што 457-та година пред Христа, на есен, кога персискиот цар ја издал таа заповед, поточно на пролет ја издал, меѓутоа саботните години почнуваат од есен, и јубилејната исто така. 457-та пред Христа на есен, значи до 456-та на есен, била саботна година. 27 на есен биле навршени 69 седмици, 483 години, или 69 годишни седмици, годишни саботи. Следната требало да биде од есента 34-та до есента 35-та година. Значи, тоа е веќе после Христовата смрт и воскресение и вознесение. Од 27 до 34-та или 27-28 е саботна година, значи од есента 28 до есента 34-та, кога започнувала следната саботна година, тоа е последната 70-та седмица од Даниловото пророштво. Дали ова до сега беше јасно или беше шпанско село? Ај следата сабота ќе повториме некои работи. Повторувањето е мајка на знаењето. Битното е ова. Дали јубилејна година може да се падне во саботна година? Не. Зошто? Јубилејната е 50-та. Најблиската саботна до неја е претходната, 49-та. Но не може да биде јубилејната саботна година. Јубилејната следи после последната саботна година од тој јубилејен циклус. Значи, 27-та година од новата ера не била јубилејна година. Односно, таа есен не започнувала јубилејна година.
Евентуално, најблиската јубилејна година до неа би требало да биде следната, значи од есента 28, ако е точно дека Исус, дека тогаш таа сабота било Јом Кипур и во синагогата во Назарет кажал, откако ја спомена благопријатната година Господова или јубилеот, дека сега, денес се исполни ова писмо во вашите уши. Но ние не знаеме дали е тоа точно. Значи, јас не тврдам дека есента 28 навистина започнувала јубилејна година и дека Исус точно на Јом Кипур таа сабота го кажал овие зборови во Назаретската синагога. Ке видиме дали е така. Но дали ви интересира ова проучување? Дали сакаме да откриеме дали е сето тоа така? Дали сакаме да откриеме кои биле јубилејните години во Старозаветната и Новозаветната историја? Доволно е да знаеме една јубилејна година со сигурност, ќе ги знаеме сите други, така? Меѓутоа, знаеме ли? Тоа е исто така едно големо прашање. Саботите години ги знаеме со сигурност. Знаеме 457 била саботна година, односно тогаш таа есен почнувала. Знаеме 27 година после Христа почнувала саботна година. 34 година после Христа почнувала саботна година. 2015 година беше саботна година на есен. 2022, значи ланската есен почнуваше односно 21-22 саботна година. Саботните години се знаат, но дали се знаат јубилејните? Дали некоја саботна година, било која античка историја, среден век, денес, знаеме која година е во еден, таа саботна година, која година е во еден јубилеен циклус. Значи, оние што веруваат дека Христос ќе дојде 27-ма, мислат дека тогаш е јубилејната година. Од каде го знаат тоа? Од каде тоа го знаат? Тоа треба да се испита. Ако некој тоа го верува и го тврди така на памет, значи нема темел за своето верување. Треба да испитаме кои биле јубилејните години во историјата и доста една да знаеме со сигурност, точно, и ќе ги знаеме сите други до ден денес и за воиднина. Но дали е тоа така? Сега поставам друго прашање. Бидејќи, иако Исус го изостави, прошто во Исаија гласеше после благопријатната година Господова и денот на одмаздата на нашиот Бог. Што логично упатува на судниот ден, значи упатува на последниот ден, значи упатува на второто Христово доаѓање. Затоа Исус и го изостави тој дел, бидејќи се однесува на последното време, не времето на неговото второ доаѓање, а не на тогаш пред 2000 години. Дали според прошто на Исаија, денот на одмаздата, судниот ден, второто Христово доаѓање, треба да се случи во јубилејна година, во благопријатната година Господова, или нема врска? Дали текстот во Исаија и оно што потоа Исус го цитира во Назарет дозволува да се заклучи дека денот на одмаздата, второто Христово доаѓање, судниот ден треба да се случат во јубилејна година. Повторно во благопријатна година Господова. На оваа тема Елена Вајд има кажано нешто. И тоа како 17 годишна девојка, кога се викала Елен Хармон, уште немажена, и тоа во незината прва визија. Декември 1844 година, незината прва визија во рани списи, овде во македонскиот превод на 28 страница. Што вели таа? И тогаш настапи јубилејот. Рани списи.
кога земјата треба да се одмори. Значи, непогрешливо. Што земјата треба да се одмори, значи, мислик на календарските јубилејни години. Календарска јубилејна година. И тогаш настапи јубилеот, кога земјата треба да се одмори. Видов еден побожен роб, како победоносно се подига и ги фрла оковите со кои бил врзан, додека неговиот безбожен господар беше целиот збунет, не знаејќи што да прави, затоа што злите нема да може да го разберат Божиот глас. Што е Божиот глас? Сеќавате запечатените ке го чујат пред второто Христово доаѓање. Ке го чујат Божиот глас, кој што ќе го објави денот на второто Христово доаѓање. Но безбожиците тоа нема да можат, жигосаните тоа нема да може да го разберат. Ним тоа ќе им изгледа како грмотевица. Потоа се покажа голем бел облак. Кој е овој облак? Значи, прво вели настапи јубилеот, кога земјата треба да се одмори. Кога Христос ќе дојде, ќе ги собере сите праведни од сите векови и ќе ги однесе каде? Во Новиот Ерусалим. И што ќе прави земјата тогаш? Ќе одмара. Сега, после тоа, значи Божиот глас, кој што го објавува денот и часот, потоа се покажува голем бел облак, изгледаше поубав од кога и да е предходно. На него седеше Синот човечки. Не го запазуваме веднаш Исуса, но како облакот се приближува кон земјата, се појасно го гледаме неговиот драг лик. Значи, прво ќе видат луѓето облак, како се приближува кон земјата. Не го гледаат Исуса. Исус се уште многу мало во таа перспектива, на таа далечина. Но потоа облакот ќе се приближува, и како што ќе се приближува, ќе се гледа дека и Исус седи на него. Тој облак е Божјата кочија, инаку од живи ангели направена, или израелците, евреите викаат меркава. Овој облак, продолжува Елена Вајд, кога прв пат се појави, представуваше знакот на Синот човечки на небото. Гласот на Божиот Син ги повикува за спаните светии кои се појавуваат облечени во бесмртна слава. Живите светии беа преобразени во еден момент и заедно со нив беа земени во кола со чинета од облак, која издигнувајќи се кон небото изгледаше многу величенствено. Ово представува второто Христово доаѓање, така? Второто Христово доаѓање, воскресението на мртвите, општото воскресение на мртвите при второто Христово доаѓање и сите заедно вознесение горе кон Новиот Ерусалим. Пред тоа што? Пред да се појави облакот, пред да се појави Христос, запечатените го чуја Божиот глас, безбожиците тоа им изгледаше како грмотевица, а пред тоа на почетокот тогаш настапи јубилеот, кога земјата треба да се одмори. Дали според овој цитат од првата визија на Елена Вајд може да се заклучи дека Христос ќе дојде во јубилејна година, календарски? Така изгледа, нели? Така изгледа. Дали на ова мислеа и брата Слимовски и други, кога велат треба ли на Елена Вајд да и веруваме? Дали на ова мислеа? Меѓутоа овој цитат не беше во неговата проповед. Не е споменат ниту во предавањето на Валтер Фајд, колку што се сеќа. Но ова е многу интересен цитат. Ке продолжиме со нешто проучување следната сабота. Ако Господ даде живот и здравие. Размислете за прашањата што ги поставив за одговарање од Данијел 12 глава. И размислувате за прашањето. Дали според овие зборови од рани списи Христос ќе дојде, второто Христово доаѓање ќе се случи во јубилејна година. Која и да е таа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.